Почитувани колеги од власта, сакам да ве подсетам дека во 2016 година, иако ги изгубивте изборите, дојдовте насилно на власт, ветувајќи чиста животна средина и чист воздух. И да ве подсетам, во планот за живот за сите и во планот за чист воздух ветувавте 50% почист воздух во градот Скопје и 30% почист воздух во другите градови на Република Македонија. Сега, 5 години откако сте на власт, стварно искрено се прашувам што направивте за воздухот, што направивте за почвата, што направивте за езерата, освен што ги исушивте заради прекумерно излевање на водата, дали направивте кружни текови, кои среднорочни и долгорочни мерки ги презедовте за подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Никој, ни една мерка немате преземено. Имате план за живот и план за чист воздух. Од тој план ни П немате реализирано, тоа е една само алиби политика која што ја водите, дека владата нешто ќе сработи за подобрување на чистиот воздух, затоа што во секој план има конкретни мерки, конкретни програми, одговорност која ќе бидат реализирани, верификација на резултатите и така натака, меѓутоа од тоа вие ништо апсолутно немате. Да ве подсетам дека во 2019 година имавте 2 милиони евра предвидено во програмата за екологија, 1,5 милион беа пренаменети. Затоа и од овој гломазен, можам да речам фантомски буџет, затоа што вие правите огромен буџет, а пари нема државата, ја искрадивте со корупција и со криминал, и велите дека ќе инвестирате во тоа и во тоа, во тие мерки, ние цело време само тоа го слушаме и ништо друго. Дека ништо немате направено, покажуваат мерните станици и наместо да го исчистите воздухот, вие го загадувавте. Знаете, 2018-2017 година чиста одисеја беше да излезат граѓаните и да прошетаат во зимскиот период, кога горевте мазут, прегорено масло за грејење, и тоа во болниците, во Битола, во Куманово, каде што се лекуваат болни и работат по илјадници граѓани. Замислите кој е таја, немам зборови да го наречам, јас не можам да се помирам со тоа што ние сме дишале и што вие сте користеле за грејење, а се боревте за чист воздух. Докаде сте со гасификацијата, да ве прашам? Ветувавте дека до 2020 година сите домакинства ќе бидат гасифицирани. Докаде сте со тоа? До никаде. Ни гасификација видоа граѓаните, ни ништо. Ама за тоа имаме инвестициски фондови. Денес читам за Маџун, за сокови од 2,5 милиони денари на некоја ваша блиска фирма и за некоја пица од римското време. Замислете какви пари трошите, дали се тоа мерки за подобрување на квалитетот на воздухот? Ајде, ќе ве прашам. Не можам да ве разберам, навистина. Ништо немате направено за подобрување на квалитетот на воздухот. Значи, Фондот за иновации навистина ви функционира безпрекорно, ама затоа Министерството за животна средина ќе тапка во место. Не сакате да одделите пари за гасификација на болниците, не сакате да вработите инспектори кои што треба, кои што ќе бидат стручни, ќе си ја вршат својата работа. Кога стануваше збор за казните, вие наместо да ги зголемите, затоа што така им ветувавте на невладините организации, вие тоа не го направивте, и вашиот премиер. Вашата влада дека нешто ќе направите ниту со јавниот превоз, ниту со возилата. Значи, не можам да сватам како можете да излегувате одговорница и да браните нешто што не се брани. Ке ве подсетам за Битола. Во Битола имаше проект за прочистителна станица.
пари обезбедени, значи од Европска банка, направена физибилити студија. 5 години поминаа, ништо нема направено за прочистителната станица. Апсолутно ништо. За РЕК зборувавме. Ги повлековте мерните станици, една година не знам каде седеа таму во Министерството за животна средина и потоа ги вративте назад, може би ги баждаревте за да покажуваат малце некои резултати пониски, затоа што и да се фалите дека ете мерните станици покажуваат пониска концентрација на PM честички и една реков одговорница и пак ќе кажам, ако покажуваат пониски вредности, ајде кажете со кои мерки, па да направиме сите една студија и да презентираме и во Европа и во светот и да им помогнеме како и тие ќе го подобрат концентрацијата на PM частичките ќе ја подобрат во воздухот. Ниеден амандман од овие на вистина суштински за природата, за почвата, за водата не се прифатени. Мене стварно не можам да верувам дека колку вашите, како така се однесувате кон граѓаните со подценување и лажните ветувања и стратегијата ке е само во етерот остана и ништо друго. Јас сум сигурна дека и амандманите за инфраструктура ќе ги одбиете, ветувајќи од 2016-2018, дека ќе го направите патот Битола-Прилеп градско, па Битола-Меджитлија, меѓутоа се е само дупка, ниту осветлување, ниту асфалт, ниту означување. И пак ќе речам, вистинска одисеја е да патуваш од Скопје до Битола по вашиот автопат или експресен пат, кој што го направивте за овие 5 години. Граѓаните на Битола и Прилеп како да се граѓани од втор ред во оваа држава, па ништо не треба да им биде направено. Ви благодарам.